Ја играте омилената видеоигра, имате илјаници следбеници и милиони на сметка. Ова се чини дека е работа од сонништата, но малкумина ја гледаат темната страна на стримерството. Околу 200 милиони луѓе се обидуваат да станат дигитални креатори или инфлуенсери, а голем дел од нив се геймери. Економијата на содржини е проценета на 200 милиарди долари и во наредните 5 години се очекува да порасне петкратно. Речиси 70% од основците одговориле дека кога ќе пораснат, сакаат да бидат јутјубери, стримери, инфлуенсери и геймери. Но мнозинството од креаторите заработуваат само колку една просечна плата, а само малкумина стануваат милионери. Стримерите драстично се соочуваат со проблеми со менталното здравје. Почнуваат со мала и посветена заедница која ужива во нивните вештини и достигнувања. Но потоа расте притисокот постојано да се вожива, да пласираат нови и подобри содржини. Големите платформи за стриминг исто така имаат вина во создавање токсична култура. Дел од корисниците вршат онлайн булинг како врз стримерите, така и врз останатите геймери. Се шири неконтролиран говор на омраза, повици за насилство, а во некои случаи и смртоносни пренкови. Со леснотија се креираат анонимни профили и тој циклус се повторува. Стримањето треба да се третира како професија, да се постават јасни граници за приватниот живот и да се побара соодветна помош доколку дојде до прегорување за да се избегнат сериозни последици врз здравјето.